Благодарам, ќе бидам сосема краток. Се работи за интервентен фонд кој што во 2022 година беше предложен од тогашната опозиција. Значи од наша страна беше предложен и беше една од ретките работи кој што беше прифатена. Ние го предложивме и благодарение на тоа и беше прифатен, ако се сеќавате. Тој интервентен фонд е наменет за да го стабилизира пазарот доколку се јави потреба од тоа. И точно е, тогаш беа предвидени околу 10 милиони евра, бидејќи пазарот беше таков како што беше и тогаш навистина требаше сериозно инвестирање за стабилизација. Тогаш не беа ни доволни 10 милиони евра, ние предлагавме во тој момент многу посериозни суми. Сега предвидени се 250 милиони денари во оваа ставка. Првично сметам дека се доволни, доколку се појави потреба. Не дај Боже, значи овие се средства само за стабилизација онаму каде што евентуално би се јавила потребата и вие добро кажавте пред малку дека ние не можеме однапред да предвидиме каде ќе се јави потреба. Сметам дека со 250 милиони е доволно за почеток. Ако случајно се појави потреба, тука сме сите заеднички, мислам дека никој ќе нема против да ја дозголеми ставката во овој интервентен фонд. Но во овој момент не гледам зошто би се зарабувале дополнителни средства на нешто кое што однапред не можеме да го предвидиме. Благодарам.